Мене ми е жал што СДСМ се уште остана онаква како што беше. Да се бори и против она кое што е во интерес на граѓаните. Затоа губат на 7 избори до сега, затоа ќе загубат и на 8-те избори, и затоа ќе загубат сега и на 9-те избори, чија што кампања започнува за некој ден. Затоа што немаат осет, затоа што немаат грижа за народот и за граѓаните, и се бунат и протестираат и за работи кои што се позитивни за народот, и кои што треба, ако имаат малку доблест, да ги подржат. Една друга интересна работа е тоа што во овој период забележавме дека главното раководство, значи партиската врхушка на СДСМ, она која што би требало на некој начин да го има најголемиот авторитет меѓу народот, пред се кај нивните поддржувачи, тие решија да на некој начин да избегаат од листите, да ги нема, да се тргнат за да избегаат од одговорност. Тоа е практично прилично несвојствено во други држави. Да председателот на партијата, заменик председателот на партијата ги нема на листите. Затоа што нормално е да ги има, за да побараат тие, како председател на партија, заменик председател на партија, да побараат доверба од граѓаните. Овој пат, знаеки дека овие избори ќе завршат со тежок пораз за нив и со победа на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија, мислеле што да направат и како да се спасат од одговорност. И им текнало, па во 2011 година, нивниот неформален шеф Бранко Црвенковски истото го направи. Се сеќавате дека 2011 година кандидат за премиер беше Радмила Шекеринска, една од новите лица, нели? А Бранко Црвенковски не беше нигде на листата и тој си мислеше дека ако не е на листата, вината за поразот ќе ја префрли на другите. Меѓутоа, видовме што му се случи после 2011, виде не виде како стојат работите во неговата партија, си ги сорва порталите, си замина. Тоа ќе го снајде и ова раководство, кое што се представува за нови лица.